Задачата гласи: веројатност, очекувана вредност, A од X. Пример 2. Се фрла една фер коцка. Ако е шеска, добиваш 10 евра. Ако е петка или четврка, добиваш 5 евра. Ако е тројка, двојка или единица, плаќаш 6 евра. Дали сакаш да играш? Дали сакаш да ја водиш играта? Значи, прашањето е дали очекуваната вредност е позитивна, па сакам да играм, или дали е негативна, па сакам да ја водам играта. Така? Ако е позитивна, сакам да играм, ако е негативна, сакам да ја водам играта. Тогаш јас ги добивам парите. Како се пресметава очекуваната вредност? Очекуваната вредност е еднакво на сумата на секоја од променливите во случајната променлива по својата веројатност. Овие податоци ги пишеме секогаш во закон за распределба, значи треба да ја направиме закон за распределба. За да правиме тоа, ни треба случајна променлива X. Сега битно тука е дека нас не ни интересира то кој број паѓа на коцката, нас ни интересира парите. Токму така ќе ја формираме случајната променлива. Кој ни се исходи? Минус 6 плаќам. 5 добивам на четвртка и петка и 10. Овие се исходите кои ни се важни. Јасно ни е дека во оваа задача имаме можност да правиме табела на еднакво можни исходи, односно омега да е тоа што паѓа коцката. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И се разбира дека и јасно е дека веројатноста на секоја од овие омега е еднакво на 1 врз кардиналноста на целото множество, колку има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 врз 6, со дигитрон имаме 1 делено со 6 еднакво на 0,167. 0,167. Значи, ова ќе ни биде тоа што ни е основа тука за овие. Сега ни треба пресликувањето од омега во случајната променлива. Единица на коцката оди во минус 6, плаќам 6. Двојката минус 6, тројката минус 6, четврка и петка добивам по 5 евра и на шестка добивам 10 евра. Од ова информација тука треба да го правиме закон на распределба. Имаме три променливи, значи ни треба 2 реда и 4 колони. Секогаш 2 реда. Првиот ред е X, а вториот ред е веројатноста X да е еднакво на X. Овие се минус 6, 5 и 10. И сега од ова табела. Имаме 3 такви, секој беше една шестина. Како сакате, можете и со децималата. Ова е 3 делено со 6, 0,5. После имаме 2 по една шестина, тоа е една третина, 0,333. И после имаме 1 по една шестина, веќе го имаме тоа е 0,167. Секогаш да правите проверка. 0,5 плюс 0,333 плюс 0,167 1. Добро е. Сега, од законот на распределбата можеме да ја пресметаме очекуваната вредност. Како се прави тоа? Секој од x-овите се множи со соодветната веројатност и на крај се собере. Значи, ова по ова ќе ја пишеме и тука, ова по ова тука, ова по ова тука и ќе ги собереме. Значи, ни треба еден ред, 4 колони. A од X тука оди. Тука имаме минус 6 по 0,5. 6 плюс минус по 0,5 еднакво минус 3. Тука треба 5 по 0,333. 5 по 0,333 еднакво
1,665. 1,665. Тука се гледа за окружувањето, ова требаше да биде 667. Ма не е проблем. И ова последната е 10 по 0,167 е еднакво на 10 по 0,167 167. Сега, овие треба трите броеви да ги собираме. Значи, A од X е сумата еднакво на 3 плюс минус плюс 1,665 плюс 1,67 еднакво 0,335. 0,335. Значи, тоа е очекуваната вредност. Очекуваната вредност е позитивна при играње, значи сакаме да играме. Значи, одговор. Бидејќи E од X е поголемо од 0, сакаме да играме. А не сакаме да ја водиме играта. Не сакаме да водиме, оти ќе губиме. Тоа е одговор на задачата.